Пепелото од согорување на гуми и пластика ја чувале во вреќи полегнати по земја, а при согорувањето во атмосферата испуштале канцерогени гасови кои делуваат на повеќе органи и предизвикуваат трајни последици. Течното гориво од топењето наместо на водонепропусна подлога го складирале во цистерни на палети. Вистинско труење на воздухот се случувало на само 8 километри надвор од Штип. На штипска инсталација САНС АГ и се заканува од земање на беинтегрираната дозвола, откако инспекторите утврдиле дека во ниту еден аспект од технолошкиот процес не се применуваат уредбите утврдени со закон. Дека загадувачот не работи согласно законските прописи до инспекторатот и претходно биле доставени преставки, но никој не реагирал. Слична ситуација имаше и во Кочани, каде што екоактивистите 3 години постојано алармира дека тамошниот најголем загадувач, фабриката Paper Mill, манипулира со бројките, а мерењата ги прави неакредитирана лабораторија. Ние на тоа нешто упатувавме уште на првите протести, кога зборевме дека на резултатите кои тие ги прикажуваат во јавност не кореспондираат со тоа што ние го гледаме на терен. Значи не ни треба на нас мерење да видиме дека не можеме да дишиме, дека во околинава се зголемуваат болестите со белодробните заболувања, значи дека нешто не е во ред. Ние да апелиравме, но немавме слух долго време. Се додека можеби сега и оваа промена во инспекторатот имаше позитивен некој импакт. Во континуитет Македонија е на листата на земји во светот по загаденост. Лекарите постојано алармираат дека загадениот воздух ги зголемува ризиците од рак и други болести, а дополнително загрижува и фактот што загаденоста влија и врз клиничката слика на веќе инфицираните пациенти со ковид. И студијата на научници од Германија и Кипар укажува дека 15% од смртните случаи од COVID-19 најверојатно се должат на загадениот воздух.